Над 1500 километри од вкупно 2180 колку што ги има во источниот регион чекаат на асфалт. По општини состојбата со патиштата кои се уште не се асфалтирани изгледа вака: Виница 65 километри, Карбинци 79, Штип 110, Берово 44, Пехчево 75, Делчево 81, Македонска Каменица 40, Кочани 95, Чешиново Облешево 38, Зрновци 56 и Пробиштип 33 километри. Катастрофа е, што друго да кажам. Посебно сега во Штип на Овче поле. Уопште не треба да се реновира малку, па да многу возила има, цела Источна Македонија поминува тука. Ваквата состојба се менува постепено со изградбата на експресните патишта. Ова особено евидентно е на територијата на Штип, каде во завршна фаза е изградбата на патот Велеска-Дрифаково и почетокот на изградбата на патот Три Чешми-Кочани. Првата фаза е веќе отпочната, го изведуваат компаниите Бетон и Гранит. Значи, градежните активности за започнати од страната на Три Чешми, а додека втората фаза од Крупиште до Кочани е во фаза на тендерирање, односно на евалуација на понудите. Очекуваме дека ќе добиеме информации од Агенцијата за патишта на Република Македонија. Дополнително речиси во сите општини изминатите 2 години интензивно се работи на асфалтирање на улици. Во 2015 и 2016 вкупно се инвестирано околу 200 милиони денари, односно во евро тоа е околу 3,2 милиони евра. При тоа во 2016 38 милиони денари биле за руралните подрачја, а во 2015 година околу 30 милиони денари, дел од општината, дел од државата. Например, само во Овчеполскиот регион инвестирани се 900.000 евра за инфраструктура во поглед на патишта. Со помош на европските фондови обезбедивме околу 5 милиони денари донација да ја реконструираме улицата. Со овој проект се опфатени комплетно поставување на нов асфалтен слој, нови вичњаци, нови тротоари во ширина од двете страни на улицата со ширина од 1,5 метар. Инаку веќе со децении источниот регион е на дното во државата по патната инфраструктура. Овде со асфалт се само 30% од постојните патишта.